Септември е месецот на кој му требаат две плати. Од кај да свртиш, доаѓаат давачки. Дрва, земници, струја плаќање, вода плаќање. Давачки има у септември највише у годината. Септември е секој бил скап. Прво земниците се тука актуелни, они мора се премат цел овај месец така. А децата тие што имат деца мали нека водат сметка така. Ташни, опрема на децата и така и тоа облекло пред се. Еден ученик да имаш дете, а па што останало за исхрана. Исхраната е многу скапа. Облека, исхрана, се. Попрецизно, опремувањето на два ученика чини најмалку 100 евра. 50 евра за зимница, рата одмор и првите 200 евра ги нема. Уште 200 ќе летнат за струја, вода и дрва, а ако има и рата за кредит, тогаш ЕСАПот е уште полош. Како да се преживее овој финансиски удар? Па има, треба малку луѓето да си мислат околу своите купувања, да не тера некои луксузи, поготово за учениците. Они училишни помагала што не се потребни да не ги преоптеретуваат децата финансиски, малку по домакинска работа, да не се расвраме по луксузеви, ги млади ви седнале. Да исто 200 динара за излавање за кафе. Па со економија ќе се преживее. Колку има, толку ќе троши човек, иначе тешко е. Според трошоците, септември е идентичен на јануари, кога многу буџети колабираат. Се гледали спас? Не може никога трошкоци да припреме, сите мора да ги платиме. Комуналите особено мора да ги чисти. Овие месеци се најскапи. Септември и октомври. И кредит да извадиш, па треба и да го врнеш. А сега се задужиш не бива. Иако спасот не се гледа, тој сепак ќе се појави, зашто луѓето кај нас традиционално трошат повеќе отколку што имаат. Утехата и овој пат не е во логиката, туку во снаодливоста.